We spoke in the last 3 days about the role of Jesus Минатите 3 дена зборувавме за Христовата улога, emphasizing his ministry as high priest in the heavenly sanctuary. нагласувајќи ја неговата служба како првосвештеник во небесното светилиште. Now, in Hebrews chapter 4, Сега во Евреите 4 глава I want to look би сакал да погледнеме at verse 14 and 15. што пишува во 14 и 15 стих. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all tempted in all points like we are, yet without sin. 14 и 15 стих. Имајќи го големиот првосвештеник кој преминал преку небесата, Исус, Синот Божји, ние треба да се држиме за исповедањето на верата. Зашто ние немаме таков првосвештеник што не може да сочувствува во нашите слабости, туку таков кој искусил се како и ние, освен грев. We saw that Jesus, passing through the experience of humanity, Видевме минатите вечери дека Исус, минувајќи самиот низ искуството на човештвото, knows how to succor those who are tempted. знае како да ги утеши и како да им помогне на оние кои што се искушуваат. But I want you to pay attention to the verses which are before this that we have read. Но би сакал сега да обрнеме внимание на стиховите што предходат на овие што ги прочитавме. Because the context in which them appear is very important. Бидејќи контекстот во кој што овие стихови се напишани е мощно важен. So we will read a verse that we have already read it this week. Ќе прочитаме уште еднаш еден стих кој што веќе го читавме оваа седмица. And after that continue further. И потоа ќе продолжиме понатаму. So let's look at verse 8, Hebrew 4 with 8. Да го погледнеме сега во 4 глава 8 стих. For if Jesus had given them rest, then would be not afterward have spoken of another day. Зашто ако Исус навин им беше дал спокој или одмор, Бог немаше да зборува веќе потоа за друг ден. You remember that we spoke about Joshua, Че се сеќавате кога зборувавме за Исус навин, who give not rest to the people of God, кој што не им дал одмор на Божиот народ, they have not received the promise of God тие не го примиле Божиото ветување in his fullness, in her fullness, во сета полнина, but that promise awaits us to receive it. но тоа Божје ветување останува и понатаму за да го примиме ние. Now verse 9. Сега 9 стих. Therefore remain a rest to the people of God. Но за народот Божји се уште останува саботна починка. For he that is entered into his rest, he also had ceased from his own works as God did from his. Зашто кој ќе влезе во спокојот негов, тој ќе се одмора од делата своји како и Бог од своите. So because Joshua did not give to the people the rest, Бидејќи Исус навин не им дал на израелците одмор во тоа време, remained another day in which we are invited to enter. преостанува друг ден во кој што ние сме повикани да влеземе во тој покој. And Paul is calling us, verse 11, И во 11 стих апостол Павле не повикува нас: let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. И така, да се погрижиме да влеземе во оној спокој, та да не би некој да падне во слична непослушност. So Paul introduced here belief and unbelief. Значи, апостол Павле тука ни представува вера и невера. And this is the context in which he afterwards
speak about Jesus as high priest. И во овој контекст тој потоа зборува за Исус како наш првосвештеник. So he is telling to us Значи тој нам ни кажува that because Joshua did not give to the church the rest, дека бидејќи Исус Навин на народот не му даде одмор, the invitation to enter into the rest of God is still valid today. тогаш Божиот повик да се влезе во Божиот одмор се уште е валиден денес. And we must enter in this rest, И ние треба да влеземе во тој спокој. not following the example of the church in the days of old, Не по примерот на црквата од антички времиња, who because of unbelief could not enter. која што заради невера не влегла во Божиот спокој. So here Paul introduced the problem of the church. Значи тука апостол Павле ни го представува проблемот на црквата. Unbelief. Невера. But what is interesting about this fact Но она што е интересно во врска со тој факт is the fact that the people about God says that they don't believe. They speak daily about God. They quote from the words of God. They are going in the direction that God sends them. They say that they have an experience with God. But God, Значи апостол Павле зборува тука за народ кој што секојдневно ја читал Библијата, секојдневно зборувал за Бога, секојдневно поучувал за Бога, израелскиот народ, а сепак зборува за таков народ како за народ што не верувал. but God says they don't believe me. Бог вели, но тие не ми поверуваа. Now, let's look at verse 12. Сега да погледнеме 12-тиот стих. For the word of God is quick and powerful, Зашто Словото Божјо е живо и действува and sharper than any double sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts of intents of the heart. и е поостро од секаков меч со две острици и навлегува до разделување на душата и духот, до зглобовите и мозокот, и ги проценува мислите и намерите на срцето. So here, after he speaks about unbelief, Значи, Paul откако апостол Павле зборува за непослушноста и неверата на народот, is introducing another concept or another thing, the word. апостол Павле сега го представува Словото Божјо како концепт. So the idea of a heavenly priesthood Идејата за небесното свештенство is introduced in a context in which Paul is speaking about unbelief and word. ни е представена во контекстот за кој што апостол Павле зборувал, а тоа беше контекстот на верата спроти непослушноста и на словото, кон Словото Божјо. Why? Зошто во таков контекст? Because always when we made some mistakes, Бидејќи секогаш кога ние грешиме, or almost always, but in this case, in biblical cases, always, или скоро секогаш, но во овој библиски случај значи секогаш, we must go back exactly in the point where we have made the mistake. треба да се вратиме до моментот кога сме сгрешиле And to start to correct the things from there. и оттаму да почнеме да ги коригираме нештата. We are telling about ourselves that we are sinners. Ние велиме за себе си дека сме грешници. We saw these 3 days that Jesus is working to take off the sin from us. Минатите 3 вечери проучувавме како Исус работи, делува да го одземе гревот од нас. Not forensic, but in reality. Не како некој легален или законски чин, туку навистина да го отстрани гревот од нас.
because Jesus is ministering as high priest in this direction. Бидејќи Исус служи како првосвештеник во тој правец, со таа намера. To create a righteous people who do not commit sin. Да создаде праведен народ кој што повеќе нема да греши. And I believe that everybody of us wants this. Јас верувам дека секој еден од нас го посакува тоа. But I think that you have a question, as also I had. Но мислам дека можеби имате прашање кое што и јас си го поставував. How can this be possible? Како е сето ова можно? I told you that sometimes when we make mistakes, Ви реков дека кога понекогаш грешиме, it is necessary to go in the point where first we began to mistake and to correct from there, that point. дека неопходно е да се вратиме таму каде што почнавме да ја правиме грешката и од тоа место да ја исправаме, да ја коригираме. To correct the problem of sin, we must go exactly in the point when the sin appeared on the earth. За да го исправиме или да го решиме проблемот на гревот, треба да се вратиме токму назад во времето кога гревот се појавил на земјата. And to understand exactly which was the moment, what happened that led to Adam and Eve to sin. И да разбереме да во кој бил моментот или во кој миг Адам и Ева биле поведени или заведени да направат грев. Do you remember that after God created them, Дали се сеќавате дека откако Бог ги создал, He told them do not eat from a certain tree. им рекол да не јадат плод од едно известно дрво. Because if they will eat, they will die in the same day. Бидејќи ако вкусат од тој плод, истиот ден ќе умрат. Now, let's open the book of Genesis in chapter 3 Да отвориме во Битие 3 глава and start reading from verse 1. и да почнеме да читаме од првиот стих. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yeah, had God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? Но змијата беше полукава од сите зверови полски, што ги создаде Господ Бог. Па и рече на жената, вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од ниедно дрво во рајот? Satan is quoting God, Значи, сатаната тука го цитира Бога, but he adds a question. Did God said so? но во тој цитат додава прашање, дали Бог навистина рекол така? Now look at verse 4. Погледнете го сега 4 стих. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. Тогаш змијата и рече на жената, не, нема да умрете. You know what happened. И вие знаете што се случило. Eve take the fruits, eat, Ева го зела плодот, го изела, gave to Adam. He му also дала ate. на Адам и тој јадеше од плодот. Now, where the sin starts? Сега, се постава прашањето, каде започнал гревот? It was Eve face to face with two words. Кога Ева се соочила со два збора. The word of God Зборот или Словото Божие од една and страна the word of Satan. и зборот на сатаната од друга страна. So, if the way from life to sin Значи, ако патот од живот во грев is the way in which man does not believe the word of God and refuse it and accept the words of Satan, поминува низ неверувањето на човекот кон Божјото Слово и прифаќање на сатанските зборови, the only way from sin to life тогаш единствениот пат обратно од гревот во животот
is by refusing the words of Satan е преку отфрлање на сатанските зборови and accepting the words of God. и прифаќање на Божјото слово. It's simple but yet complicated. Едноставно е, но сепак е сложено. After Ellen White had the vision in March 1858 of the Great Controversy, Откако Елена Вајт ја имала таа визија за која што зборувавме од март 1858 година, таа 2 часа што траела таа визија за големата борба, in short time she began to write it. кратко време потоа почнала да ја запишува истата визија. And at page 19 И на 19-та страница, кога стигнала до 19-та страница од запишувањето на таа визија, she is writing what she saw in vision. Таа значи го запишувала она што го видела во видението. And she saw that Satan had a meeting with his demons. И видела дека сатаната имал состанок со неговите демони To create a plan to attract the man into sin. На тој состанок разработувале план демоните како да ги привлечат луѓето да грешат повеќе. So be very careful about this plan. I will explain to you. Бидете малку повнимателни во врска со овој план што ќе ви го објаснам. It was decided that Satan should assume another form. Било одлучено на тој сатански состанок ѓаволот да превземе еден друг облик. Manifest interest for man. Go ahead. And suggesting to him that God did not say what he said. На тој план, значи, било одлучено сатаната да се јави, како со смијата, нели, во друг облик и на човекот да му сугерира дека Бог не мислел баш така, како што рекол. So, you must pay attention because always Satan is working after this plan. Бидете внимателни за ова, бидејќи сатаната секојаш работи според овој план. He's assuming another form. Тој зема некаков друг облик. He will manifest interest for you. Ќе покаже во тој нов облик некој интерес за вас. And he will try to make you think that God is not intending to say what he said. И потоа откако ќе покаже интерес кон вас, откако ќе ви се додвори, тој ќе се обиде да ве убеди дека Господ не мислел така како што рекол. So, assuming another form, manifesting interest for them and questioning the word of God. Значи, земајки друг облик, покажувајќи интерес кон луѓето, а потоа доведувајќи ги во сомнеш околу Божјото слово, Lucifer convinced Eve that he must be trusted and God no. На тој начин Луцифер ја убедил Ева дека нему треба да му верува, а не на Бога. Now, the work of redemption, the way through sin to life, from sin to life, is exactly opposite. Е сега, планот на спасението пак, или обратниот пат од гревот во животот, е сосем спротивен. To believe the word of God, even the evidences did not sustain it. Значи, да се верува во Божјото Слово, дури и ако фактите и околностите изгледаат поинаку. To believe the word of God, even all world believes something else and demonstrate something else. Да се верува Божјото Слово, дури ако целиот свет верува поинаку и покажува, тоа го покажува со дела. In order for us to maybe able to believe so, God sent us the gospel. За да не оспособи Бог да можеме така да веруваме, тој ни го дал Евангелието. The gospel meaning good news. Евангелието што значи радосна вест.
And we will come back to this, but I want to read Ќе се навратиме на ова, но би сакал да ви прочитам претходно a passage from Romans chapter 1. We have read it already, but we read again. Ќе го прочитаме уште еднаш текстот од Римјаните 1 глава. Romans chapter 1, verses 16 and 17. Римјаните 1 глава, 16 и 17 стих. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe. 16 стих. Зашто јас не се срамам од Евангелието на Христос, бидејќи тоа е сила Божја, која го спасува секого што верува. So, the gospel is power. Значи, Евангелието е сила. The gospel is power Евангелието е сила unto salvation за спасение to everyone that believe. на секој што верува. So the key for salvation is belief. Значи, клучот за спасението е верата. Belief in the word of God. Верата во што? Во Божјото Слово. I want you to understand Би сакал да разберете that all the schools of humans in which they study the word of God, or almost the school of humans, дека сите школи, каде човечки училишта, каде што се проучува Божјото Слово, или скоро сите, are the schools in which they learn how to destroy the word of God. денес се школи или места каде што луѓето се учат како да го уништат Божјото Слово. I'm not speaking about the schools of the world, of unbelievers. Јас не зборувам за световните школи, за школите на неверниците. I'm speaking about the schools of those who read the Bible. Зборувам за школите на оние кои што ја читаат Библијата. We have reached times in which evolution is preached in Adventist universities. Last year, for example. Ние дојдовме до таму денес што теоријата на еволуцијата се предава на адвентистички универзитети, например Ла Сиера универзитетот. To understand what it means to let outside the Word of God and introduce human sophistries. За да разберете што значи да се остави на страна Божјото Слово и да се прифатат човечки филозофии. Now I invite you to open Romans chapter 10 verse 17. Ви повикувам сега да отвориме во Римјаните 10 глава и да го прочитаме 17 стих. To understand where is the spring of faith. За да разбереме каде е изворот на верата. So then faith come by hearing, and hearing by the word of God. Апостол Павле вели, значи Римјаните 10:17, затоа верата доаѓа од слушање слушањето од Божјото Слово. The spring of belief is the word. Значи изворот на верата е Словото. We cannot believe if the word does not exist. Ние не можеме да веруваме ако Словото не постои. So the word gave birth to belief. Значи Божјото Слово ја раѓа верата. Let's take an example. Да земеме еден пример. God said that he created the world. Бог вели дека тој го создал светот. In Hebrew chapter 11, we find out that we believe that the worlds were created by God through faith. Во Евреите 11 глава читаме дека ние веруваме со вера, значи прифаќаме дека светот е создаден од Божјото Слово. So the word and faith works together. Значи Словото и верата действуваат заедно. When we don't have word, we don't have faith. Кога го немаме Божјото Слово, немаме ниту вера. Do you understand why it's so important that always
when we are listening to a sermon, Дали разбирате колку е важно дека секогаш кога слушаме некоја проповед, reading a book or an article, читаме некоја книга или некој напис, to assure ourselves that there it is preached the word of God? да се осигураме најнапред дека во тоа што го слушаме или читаме се проповеда Божјото Слово. Because that if in that sermon, books or articles it's not preached the word of God, Бидејќи ако во таа проповед, напис или книга не се проповеда Божјото Слово, all this cannot produce faith in us. сето тоа што го читаме и што го слушаме во нас нема да произведе вера. And if we don't have faith, we don't have righteousness. А ако ја немаме верата, немаме праведност. That's why all system of truth must be put before every Seventh-day Adventist. Затоа е важно целиот систем на вестината да биде изнесен пред секој адвентист на седмиот ден. Faith is everything for us. Верата представува се за нас. But again, faith in the word of God, Но повторно да кажеме, тоа значи вера во Божјото Слово. without declaring that the word of God is not saying what it says. You mean without doubting. Not that we are changing the meaning of the word. Значи, без да го менуваме значењето на Божјото Слово, она што Бог рекол, дека на вистина е така. Because we've got used with changing the meaning of the words of God. Бидејќи ние на некој начин до сега се навикнавме да ја менуваме смислата на Божјите зборови. When God, for example, is speaking about our dress Например, кога Господ зборува за нашата облека and gives us instructions about it, we и ни say, дава инструкции во врска со тоа, ние велиме, yes, this was valid in the days of old, but not today. ние велиме да овие начала важеле за некое старо поранешно време, но не и за денес. When God is speaking about our food, we are saying, yes, this was for a time ago, but not today. Или кога Бог зборува за нашата исхрана, склони сме да кажеме во ред, тоа беше важно за порано, но не и за денес. When God is speaking about other subjects, we say, yes, then, but not now. Или кога Бог зборува за други теми, често пати знаеме да речеме тоа било за тогаш, но не и за сега. Or, for example, another. I will Или, give например, example. друг пример, In 1 John 3:9, во прво Јованово послание, let's read this passage because it's important. chapter 1 John chapter 3 verse 9. 3 глава, 9 стих. Прво Јованово послание, 3 глава, 9 стих. It is written so: Whosoever is born of God does not commit sin, and he cannot sin because he is born of God. Тука го пишува следното: секој што е роден од Бога не прави греф, зашто семето негово пребива во него и не може да греши, бидејќи е роден од Бога. So clear? Јасно? Yes. But there are scholars who are saying, Но постојат теолози кои што велат: no, Не. it is not necessary for us to take the words literally. не е неопходно буквално да ги сватиме овие зборови. Can you show me now a man who is not sinning anymore? Може ли да ми покажете некој човек кој што повеќе не греши? You see, Гледате? because it's nobody now who can live without sinning, Затоа што не гледаме некој кој што денес живее без греф. we should not take the word of God literally. Теологот ни сугерира, затоа што не гледаме денес луѓе да живеат без греф, тогаш не треба буквално да ги сватиме Божите зборови. And you say, good point. И може би ќе речете, па добра поента ова. But you have two words in front of you. Меѓутоа, и во тој случај имате два збора пред вас. The word of God who says that
the man who is born of God does not sin, Од една страна го имате Божито слово кое што ви вели дека човекот што е роден од Бога не греши and cannot sin, и не може да греши. and the words of scholars who are saying to you, И од друга страна зборот на теолозите кои што ви велат, we will continue to sin. ние ќе си продолжиме да си грешиме и понатаму. So faith is only in the word of God. Значи верата е секогаш вера во Божјото слово, не во вашите теолози. Speaking about the end of time, Зборувајќи за последното време, Jesus said that he asked himself for the moment when he will come on the earth, if he will find faith on earth. Исус се запрашал во еден момент, сеќавате, кога Синот човечки ќе дојде, дали ќе најде вера на земјата. And in regard to this faith, I want to open the Bible in Matthew chapter 4, И во врска со таа вера би сакал да отвориме во Библијата во Матеј 4 глава, to see what faith means. да видиме што значи верата. So Matthew chapter 8, we'll start reading for verse 5. Yes, chapter 8. 8 глава од Матеј, ќе почнеме да читаме од 5 стих. Матеј 8 глава од 5 стих. And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him. А кога влезе Исус во Капернаум, се приближи до него еден стотник и го молеше, говорејќи. So we have a centurion, Значи имаме еден стотник, a soldier, римски војник, a man of war, значи професионален воин. What do you think about the men of war? Што мислите за војниците, професионалните, About soldiers? за професионалните војници? They are coming. He's coming to Jesus because he wants something from Jesus. Значи еден таков му доаѓа на Исуса затоа што има потреба од Исуса, од Христа. Verse 6, Lord, my servant lieth at home sick of palsy, grievously tormented. 6 стих вели: Господи, слугата мој лежи дома фатен и многу страда. Jesus knows this issue Исус се разбира, го знае овој случај. and said to him, I will come to heal him. И Исус му вели: ќе дојдам и ќе го исцелам. But the centurion is saying, verse 8, Но стотникот му одговара и му вели во 8 стих: the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldst come unto my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. А стотникот одговори и рече: Господи, не сум достоен да влезеш под мојот покрив, но кажи само збор и слугата мој ќе оздрави. For I am man under authority, having soldiers under me. Зашто и јас сум човек подвластен, а имам и подчинети војници. And I say to this man, go, and he goes. И кога му речем на еден од нив оди, и тој оди. And to another, come, and he comes. И на другиот дојди, и тој доаѓа. And to my servant, do this, and he does it. И на слугата направи го тоа, и тој го Now, прави. please be careful with attention at verse 10. Сега, со големо внимание проследете го 10 стих. When Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, Кога го чу тоа, Исус се восхити и им рече на оние што врвеа по него: Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Вистина ви велам, ниту во Израел не најдов толку голема вера. So Jesus was sent to the lost sheep of Israel. Исус беше пратен до загубените овци Израелови, како што пишува, But he says that I could not find so great faith at them. но самиот вели дека кај нив, значи кај израелците, тој не можел да најде толку голема вера како што имал овој римски офицер. But he finds faith to a centurion. Но ваква голема вера ја наоѓа кај стотникот.
Are you interested to find where did Jesus find faith in this soldier? Дали сакате да знаете каде Исус ја нашол верата во овој војник? Because Jesus did not went into mission with this centurion. Затоа што Исус не бил испратен на мисија да им послужи и да им помага на римјаните, конкретно на овој стотник. He was not with him in Sabbath at the church, at the Sabbath school. Исус не бил заедно со овој стотник во сабота, во црква, односно во синагогата, да речеме, во саботна школа. Jesus just heard what we have read, nothing more. Значи, Исус ништо немал никаква работа со овој човек, освен што го чул само ова што стотникот го рекол. Where did Jesus found faith in this centurion? Каде Исус нашол вера во овој стотник? Please look at verse 10. Така погледнеме уште еднаш 10-тиот стих. The centurion is explaining his faith. Значи стотникот ја објаснува неговата вера Not 10, 9. во 9-тиот стих, кога издава наредби, значи. For I am a man under authority, having soldiers under me. Зашто и јас сум човек подластен, а имам и подчинети војници. And I say to this man, go, and he goes. И кога ќе му речем на еден од нив, оди, и тој оди. And to another, come, and he comes. И на другиот, дојди, и тој доаѓа. And to my servant, do this, and he does. И кога ќе му речем на слугата, направи го тоа, и тој го прави. So the centurion is saying, Со други зборови, стотникот кажува: Lord, you are master. Господе, ти си господар. Also, I'm a master and I have servants. И јас сум некаков господар, кој што под моја власт имам други слуги. When I open my mouth and I say to a servant, go, he goes. Кога јас ја отворам својата уста и му наредувам на некој слуга оди, тој оди. To another, come, he comes. А на некој друг дојди, тој доаѓа. I just say a word, Затоа, Господе, само ти доволно е да кажеш збор, and when I'm saying this word, it is accomplished by my servants. бидејќи кога јас го кажувам, кога јас ја издавам мојата наредба, таа веднаш се извршува од страна на моите слуги. That's why it's not necessary for you to come under my roof. Затоа воопшто не е потребно, не мора ти да доаѓаш под мојот покрив. Please look at verse 8, Погледнете го сега уште еднаш 8-миот the стих. last part. Последниот дел од 8-миот стих. But speak the word only. Но кажи само збор, And my servant will be healed. и слугата мој ќе оздрави. Where is the faith of the centurion? Каде е верата на стотникот? In the word. Во зборот Божји. Say only the word. Кажи само збор. Се што е потребно е само збор Божји. It's not necessary to come with me to see my house. Не мора да доаѓаш кај мене цел пат да ја видиш мојата куќа. It's not necessary to do this or this to my servant. Не треба да му правиш било што на мојот слуга. It's necessary only to speak your word. Се што е неопходно е само да кажеш збор. And it will be so. И тоа ќе биде така. Faith Вера in the word. во словото, во зборот. Righteousness. Еднакво праведност. It's not complicated. Воопшто не е комплицирано. It's not necessary to have doctorate in this, master degree. Воопшто не е потребно да имате докторати или магистратури за да го знаете ова. It's not necessary to learn languages, Или grammar. да учите други јазици, Grammar. граматика на изворните јазици, пример. It's enough to believe the words spoken by God. Се што е потребно, доволно е само да верувате на зборовите што Бог ги кажува. Now, when you read a commandment of God, let's say, do not lie. You shall not lie. It is in English. You shall not lie. Например, кога читате некоја Божја заповед, еве, например, 9-та заповед, не сведочи лажно или не лажи. What do you understand from these words? Што разбирате од овие Божји зборови? That God
expects дека Бог очекува do not lie, ти да не лажеш. and you start do not lie, И почнуваш да не лажеш, or you understand the facts that he spoke something to you. You shall not lie. или разбереш дека Бог ти издал наредба, немој да лажеш. The centurion had faith in the word of God. Стотникот имал вера во Божието Слово, He believed that when Jesus will say the word, it will happen. и верувал дека кога Исус ќе каже само збор, тоа ќе се случи. And he depended only on the word, that the word will do what the word said. И стотникот се потпирал и зависел само од тоа Божјо Слово, дека кога Господ ќе го каже тоа и ќе се случи. Are you understand? Го разбирате ова? When God is speaking something about us, Кога Господ зборува нешто за нас, He will do what He said. тој ќе го направи тоа што го кажува. If God said that those who are born from God do not sin, Ако Бог вели дека оние што се родени од Бога не грешат, He will do this тој ќе направи така да не грешат. for those who believe. За сите оние што така веруваат. You may say, wow, but so simple to overcome sin. Може би ќе речете, па значи, навистина е многу едноставно да се победи гревот. Let's check the Bible. Ајде да видиме во Библијата. Remain there in Matthew 8. Задржете се тука на 8 глава од Матеј. Now, you know that he went to make some healing in Peter's house. First for mother-in-law of Peter, and after that to others. Се сеќавате дека отишол во домот на Петар да ја исцели баба му таму, а потоа и други болни. Pay attention to verse 16. Сега забележете, погледнете го 16-тиот стих. When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils. А кога се стемни, доведоа кај него мнозина обземени од демони. We stop here a little. Да застанеме тука за миг. Tell me, if we were to compare a possessed with demons man and a not possessed demon man but a sinner, who is the worst between them? Кажете ми, ако споредиме два случаја, еден обседнат од демон и друг обичен грешник кој што не е обседнат, кој од нив е потежок случај? Which of them is in the desperate situation? Кој од нив е во безнадежна очајна состојба? The possessed one or the non-possessed? Обседнатиот или необседнатиот? The possessed one? Обседнатиот? You are sure? Сигурни сте? The one who doesn't know that he sins. Okay. Now, let's read further because you had right. The possessed one are in most dangerous situation. Да читаме понатаму, бидејќи во право бевте, обседнатиот е во безнадежна, потешка состојба. And an impossibility to be saved with commas. Како да речеме под наводници, случај кој што е невозможно да биде спасен. But let's read further. Но да читаме понатаму. He cast out the spirit with his word. И тој, Христос, значи, доведоа кај него мнозина обземени од демони, сега продолжуваме 16-тиот стих, и тој со еден збор ги изгони духовите и ги излекува сите болни. When the spirits are staying face to face with the word of Christ, Значи, кога духовите се соочуваат, стојат лице в лице со Христовото Слово, the spirits lose the battle. духовите ја губат битката. The same, when sin stays face to face with the word of God, Истото, кога гревот, било кој грев, се соочува со Божјото Слово, in those who believe, sin will lose the battle.
во оние кои што го веруваат Божјето Слово, гревот ќе ја загуби битката. So the biggest struggle of ourselves is to start to learn to believe. Затоа, нашиот најголем проблем во самите себе си, во самите нас, е да почнеме да веруваме. To believe that the Word of God has power. Да веруваме дека Божјето Слово има, содржи сила. Paul have said, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Апостол Павле рече, јас не се срамувам од Евангелието на Исуса Христа. So I am not ashamed about the good news of Jesus Christ. Значи, јас не се срамувам од радосната вест на Исуса Христа. Because there is power. Затоа што таа има сила. Where we can find this power? Каде може да ја најдеме оваа сила? You know, I had a meeting with the youth Sunday evening afternoon, Јас имав средба со младите во неделата попладне and we spoke a little about the slavery of the Hebrew people in Egypt. и дискутиравме малку во врска со робството на израелците, на евреите во Египет. I don't know if I told them this, Не сеќавам дали сум им го кажал ова. while staying with the sheep in the wilderness, Moses received the book of Genesis. Додека ги пасал овците во пустината, Мојсей примил откровение за да ја напише првата книга Мојсеева или Битие. In the wilderness, he was writing the book of Genesis. Значи, првата книга Мојсеева, Битие, тој ја пишувал во пустината. And when God sent him in Egypt to deliver the people, И кога Бог го пратил во Египет да го ослободи народот, he went there with the process of creation described in the book. тој веќе отишол, откако го опишал процесот на создавањето во првата таа книга. The Jewish people almost forgot about God. Еврејскиот народ во робство скоро заборавил се во врска со нивниот Бог. For them was hard to believe. За нив било многу тешко да веруваат. But God had placed in the hand of Moses words from his side. Меѓутоа Господ му дал на Мојсеја негови зборови, Божји зборови. When Moses went into Egypt, И кога Мојсей отишол во Египет, he showed them the scripture, the good news. тој им ја покажал тогашната Библија, значи само првата книга Мојсеева, That starts so. тогашното Евангелие за нив, In the beginning, God created the heaven and the earth. кое што почнува со зборовите во почетокот Господ го создаде небото и земјата. And God said, let there be light. И Господ рече, нека биде светлина, And there was light. и бидна светлина. So the people were reading, God said, and it was. God Значи, said, and it луѓето was. може да го слушаат, да ги слушаат овие зборови што Мојсей им ги читал. Господ рече и бидна така. God wrote this for them Господ ја напишал таа книга за нив, because faith comes by hearing, затоа што верата доаѓа од слушање, and hearing by the word of God. а слушањето од Божјето Слово. So he gave them his word to start to believe. Значи, за да почнат да веруваат тие израелци во робството, Господ им ги дал неговите зборови. Let's open Psalm 33 and read from there verse 6 and 9. Да го отвориме сега 33-тиот псалм и да читаме таму од 6-тиот до 9-тиот стих. By the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of his mouth.
Преку словото на Господ беа создадени небесата и преку духот на устата негова сите нивни сили, вели нашиот превод. И 9 стих, зашто тој рече и тие настанаа, тој заповеда и се создадоа. So, when the slaves were hearing these words, Значи, кога робовите ги слушаа овие зборови, they start to believe. тие почнаа да веруваат. They believed in creation. Поверуваа во создавањето. That when God said, let there be light, there was light. Дека кога Господ рекол нека биде светлина, навистина бидна светлина. And now, God is sending Moses to them, telling them, we will leave from Egypt. А сега Господ им го праќа Мојсеја да им рече ние ќе излеземе од Египет. It was necessary for them to exercise faith. Беше неопходно за нив да демонстрираат вера, да покажат вера во ова. So God sent them the good news, the gospel in creation. Затоа Господ им ја испратил радосната вест, Евангелието во создавањето, To help them to have faith. да им помогне да имаат вера. That's why we have the Bible in our hands. Затоа ние имаме Библијата во нашите раце. To look at the power of the Word of God. Да можеме да ја видиме силата што се состои во Божјото Слово. If God was telling you that you can overcome sin, Ако Бог ви вели, вие може да го победите гревот, that He will come after you and bring you from here, take you from here and bring into a country, дека тој ќе дојде, ќе ве земе од тука и ќе ве однесе на друго место. that He wants you to seek first the kingdom of God and His righteousness, Дека тој сака најнапред да го барате неговото царство и неговата праведност. put all your trust in His promises. Вложете ја сета ваша доверба во неговите ветувања. He will do what He has said. Тој ќе го изврши тоа што го рекол. Now, I want you together to go in 2 Corinthians 2 with 17. Да отвориме сега во второто послание до Коринтијаните, 2 Corinthians 2:17. втора глава 17 стих. Второ послание до Коринтијаните, втора глава 17 стих. For we are not as many which corrupt the word of God, but as of sincerity, but as of God, in the sight of God, speak we in Christ. Добро. Имаме сериозна разлика со преводите. Апостол Павле вели зашто ние не сме како мнозина што го извртуваме Божјето Слово. Тоа е веројатно и во изврниот текст, ќе проверам подоцна. So, that's the solution. Туку го проповедаме искрено како од Бога, пред Бога во Христос. For us to turn from death to life, from sin to righteousness. Значи решението ние да се отклониме од гревот во живот, односно во праведност. To believe the word of God. Решението е да веруваме во Божјото Слово. This is the hardest work of us. Ова е најтешката задача за нас. But don't forget, Но не заборавајте, faith is a gift from God. верата е исто така дар од Бога. It is not our faith. Верата не е наша вера, It's His gift for us. туку е Негов дар до нас. Let's see this. Да го погледнеме тоа. Revelation chapter 14, verse 12. Откровение 14 глава 12 стих. The last verse of the third angel message. Последниот стих од третата ангелска вест.
Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Откровение 14 глава, 12 стих. Тука е трпението на светиите. Тука се оние што ги пазат заповедите Божји и верата Исусова, Христовата вера. I don't know how it's translated there, but it is not the faith in Jesus. Не знам како е преведено во вашите Библии, не верата во Исус, како што гласат многу преводи, It is the faith of туку Jesus. верата на Исус, Христовата вера. And the faith of Jesus is God's gift for us. А верата Исусова е Божји дар до нас. Don't forget, in Jesus also the demons believe. Не забравяйте дека во Исуса и демоните веруваат во Исуса. But this does not profit to them. Меѓутоа немаат никаква фајде од таа вера. Because not in Jesus, but of Jesus. Значи не вера во Исуса, туку верата Исусова. Let's see this in the writings of Paul, Romans chapter 3. Да го видиме тоа и во Павловите списи, Римјаните 3 глава. We'll read verse 21 and 22. Ќе ги прочитаме 21 и 22 стих. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. А сега, независно од законот, се јави Божјата праведност, посведочена од законот и од пророците. Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ. Божјата праведност преку верата на Исуса Христа, повторно не во Исус Христос. You have a different translation? Yes, in. In, okay. It is of Jesus. Стариот православен превод е подобар. Let's check another one. Galatians 2:16. Да провериме еден друг стих. Галатјаните 2:16. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ. Знаејќи дека човекот не се оправдува преку делата на законот, туку само преку верата на Исуса Христа, затоа и ние поверувавме во Исус Христос, за да се оправдуваме преку верата на Христа, а не преку делата на законот. You understand? Разбирате? Righteousness is a gift. Праведноста е дар, Faith is a gift. верата е дар. We must receive this gift. Мора да го примиме тој дар. But in order to receive this gift, Но за да го примиме тој дар, we must understand треба да разбереме that Jesus will not be agree to have our heart and mind split it between him and Satan. Мора да разбереме дека Исус никогаш нема да се согласи нашето срце да биде поделено помеѓу него и сатаната. He wants us to be all his. Тој сака ние целосно да бидеме само негови. There is a sad fact that from the first moment of the earth history till the end, Постои еден тажен факт дека од почетокот, од првиот момент на човечката историја до крајот, always those who are living by faith will be persecuted by those who are not секогаш living by faith. оние кои што веруваат, кои што живеат со вера, биваат гонети од страна на оние кои што не веруваат и не живеат според верата. We read in Hebrew chapter 11 that let's go there and read. Да прочитаме на пример во Евреите 11 глава. So Hebrew chapter 11. Евреите 11 глава. Verse 4. Четврти стих. By faith
Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Со вера Авел му принесе на Бога подобра жртва од Каиновата, By which, by faith, he obtained witness that he is righteous. преку неа тој доби сведоштво дека е праведен. So a man who has faith offers a sacrifice. Значи, оној човек кој што има вера, тој жртвува. He recognized that he is sinner. Признава дека тој самиот е грешник. He recognized that he has in need of salvation, of forgiveness. Признава дека тој самиот има потреба од спасение и простување. And believe in the gift of God. И верува во Божиот дар. Jesus Christ was symbolized by a lamb. Исус Христос како жртва беше символизиран преку јагнето. His brother also went before God with a sacrifice for sin. И неговиот брат излезе пред Бога, носејќи и тој жртва за грев. So Cain also recognized that he is sinner. Значи и Каин признавал дека тој самиот е грешник. Cain also wanted to be forgiven by God. И Каин дошол пристапил кај Бога да добие простување од него. So the same recognition of their state condition. Значи и двајцата ја признаваат исто нивната грешна состојба. The same desire to be forgiven and saved. И двајцата посакуваат да им биде простено, да добијат прошка и спасение. But a difference. Но постои разлика. Faith in the promises of God. Од една страна кај Авел вера во Божјите ветувања, and the lack of faith in the promises of God. а кај Каин недостиг на таква вера. The result? Кој е резултатот? The man of God, Божјиот човек, that who lived righteousness by faith, оној кој живеел праведно преку вера, was killed by the other one. беше убиен од страна на другиот. You can understand now why the subject of righteousness by faith Сега може да разберете зошто темата за оправдание преку вера will shaken and divide the Adventist church. ќе ја изрешета и ќе ја подели адвентистичката црква. So the solution for us to remain in unity Затоа решението да останеме и да бидеме во единство, to continue to love each other, да продолжиме да имаме љубов меѓу себе, to have meals together, да имаме заеднички оброци, to do mission together, да вршиме заедничка мисија, is not to preach the righteousness by faith message. не да ја проповедаме верата, праведноста, пораката за праведност преку вера. What do you think? Што мислите? Unity, peace, Единство, мир, everything is good. сето тоа е добро. If this message is preached, Но ако оваа порака се проповеда, there will be disunity, ќе има неединство, problems, проблеми, fight, борби, debates, дебати, nights without sleeping, бесонни ноќи, broken families, поделени семејства, broken churches. поделени цркви. It's very hard. Многу тешко. But Но don't forget, не заборавајте, disunity, rebellion started first in the church Раздорот, of God in heaven. раздорот и бунтот најнапред започнале во Божјата црква на небото. I want you to understand the situation. Би сакал да ја разберете оваа ситуација. In church, in heaven, there was a family. На небото имаше едно семејство. God and His created beings. Бог и неговите создадени битија. In heaven, there was a church На небото постоеше црква, where everybody was worshiping to God.
во која што сите создадени битија го обожува Творецот, Бога. ministering to him and also he ministering to them. Му служеа на Бога, а и тој им служел на нив. In one day, one of the angels, Но еден ден, еден од ангелите, one of the leaders of the church in heaven, еден од водачите на небесната црква, started a rebellion against God and His Son. започнал бунт против Бога и неговиот син. He said so. И рекол вака: I want to be in this family. Јас сакам во ова семејство да бидам, I want to be in this church. I love this church. I love this family. јас сакам да бидам и понатаму во оваа црква, јас го сакам ова семејство, But we need to change some rules. меѓутоа треба да промениме некои правила. And God said, А Бог рече, the war started. започна војна на небото. There was war in heaven. Имаше војна на небото. And the dissidents were sent И дисидентите outside of heaven. беа истерани, изгонети од небото. Who? Кои? Dissidents. Дисидентите, бунтовниците. They tried to catch in their snare Adam and Eve. Откако беа истерани, тука на земјата се обидува да ги вовлечат во својата стапица Адам и Ева. They succeeded. Успеале во тоа. The plan of redemption was started. Започнал планот на спасението. And now be very careful. И сега бидете многу внимателни. The work and the mission of the church of God, the family of God from the earth, Делото и мисијата на Божјата црква, Божјото семејство тука на земјата, is to stay separated from the dissidents. треба да биде одвоено од овие бунтовници. Those who are saying that the law of God cannot be kept after the sinning of Adam. Оние кои што тврдат дека Божјиот закон не може да се држи после падот на Адама во грев. Have you catch the idea? И разбирате сега ова идеја? God does not want unity between all men. Господ не сака единство меѓу сите луѓе. God wants unity between His family from heaven and His family from earth. Бог сака да постои единство помеѓу неговото небесно семејство и неговото семејство на земјата. Between them that are worshiping in heaven to God and here on the earth to God. Помеѓу оние кои што го обожуваат Бога на небото и оние кои што тука му се поклонуваат на земјата. That's unity. Тоа е единство. God wants unity between the righteousness from heaven with righteousness from earth. Господ сака да постои единство, согласност помеѓу небесната праведност и праведноста тука на земјата. Before the war started in heaven and Lucifer being cast down, Пред да започне таа небесна војна во која што Луцифер беше исфрлен од небото, God and His Son have done everything possible to save Lucifer and his demons. Бог и неговиот син направиле се што е во нивна мог за да го спасат Луцифер и неговите следбеници, демоните. Before the end of this history, Пред крајот на историјата на овој свет, our work is to save our rebellious brothers and sisters. нашето дело е исто така да ги спасиме нашите бунтовни браќа и сестри. Not showing their sins, Не да ги прикажуваме нивните гревови, значи да ги оговараме, but trying to help them to meet with Christ and His righteousness. туку да се обидеме да им помогнеме да се сретнат и тие со Христа и неговата праведност. To meet with the power of the Word. Да се сретнат со силата на Словото. But we cannot do this Но ова не можеме да го направиме if we haven't met with the power of the Word. ако ние самите не сме се сретнале со силата на Божјето Слово. Do you remember that we have read about Israel and Israelites which were very zealous for the work of God? Дали се сеќавате кога читавме како, мислам тоа беше во неделата,
како евреите имале ревност за Бога, ама не по разумот, како што вели Павле. Римјаните 10 глава. If we are thinking to the Pharisees, we have a very bad image about them. Кога размислуваме за фарисеите, тие имаат многу лош имидж, кога во нашите мисли, имаме лошо мислење за нив. But if you were to speak with them then, но кога би отишле, кога би можеле да отидеме во минатото и да се сретнеме со нив, да зборуваме со нив, they could explain to us that what they are doing for the good of the church, for the unity of the church. Тие би ви рекле дека кога би разговарале со нив, дека се што тие прават за добро на црквата, за Божјото дело, за единство на црквата, се што прават е за единство, that they want unity between her members. Сакаат единство помеѓу верниците на црквата. But Jesus is telling to them something very interesting. Но Исус им кажува нешто многу интересно. Please open the Bible in John chapter 8. Отворете во Библијата, во Евангелието според Јован, 8 глава. Please look at verse 30. И да го погледнеме 30-тиот стих. As he spoke these words, many believed on him. So the word spoken gave birth to belief, to faith. Јован 8 глава 30-тиот стих. Кога тој го зборуваше ова, мнозина поверуваа во него. Значи Христовите зборови, кога биле изречени, родиле вера кај мнозина. Jesus knew this. Исус го знаел ова. And he said to them, и им рече, if you continue in my word, then ye may my disciple indeed. Во 31-тиот следниот стих, тогаш Исус им говореше на јудејците што беа поверувале во него: ако вие останете во моето слово, навистина ќе бидете мои ученици. These words are for us. Овие зборови се однесуваат исто така и за нас. If you continue in my word. Ако останете во моето слово. So listening to the word and the faith appears. Слушајќи го Божјото слово, се јавува, се раѓа вера. But we must continue in the word. Но ние треба да остануваме понатаму, да пребиваме во тоа слово. I don't want to respond to me at what I will say, but think. Размислете за ова, не мора да ми одговорите, само размислете. When you are thinking to your experience or speaking with each other about your Christian experience. Кога размислувате за вашето христијанско искуство или разменувате искуства во разговор со другите, are you thinking and speaking about the past experience before the baptism? Дали зборувате за такви искуства кои што се случиле во минатото пред вашето крштевање? When you had power to let your jobs for Christ? To renounce your job because of the Sabbath. You mean at the beginning? At the beginning, before the baptism. Well, it depends. Some had it after baptism. Значи, дали кога зборувате за вашите искуства, дали претежно зборувате за искуствата од почетокот на вашата вера, кога имавте сила дури и да се откажете од работа заради саботата, например? Are you speaking about the power that God gave it to you to renounce to alcohol, coffee or... Дали сведочите за силата која што Бог ви ја дал да се откажете од алкохол, од кафе, цигари? Or are you speaking about today? Или зборувате за сегашни искуства, денешни? About the power that God gave it to you today to overcome this sin and this experience or this. За моќта која што Бог денес ви ја дава да го победите овој греф или оној греф и така натаму.
the experience of our faith is the experience of our past life or of the present? Дали искуствата на нашата вера се искуства од нашиот минат живот или од нашиот сегашен живот? It's a very important research in our soul. Ова е една можне важна тема за истражување. Do we experience the power of the Word of God? Дали го доживуваме, го искусуваме оваа сила на Божјото Слово? We read further in John 8. Продолжиме да читаме во Јован 8 глава, Verse 33. 33 стих. They answer him, "We are Abraham's seed and were never been in bondage to any man." Му одговорија и рекоа: ние сме семе Авраамово и никогаш никому не сме робувале. They did not recognize that they Значи were тие slaves не признавале дека се робови of Romans, на римјаните, например, before of them of Macedonians, пред тоа на македонците. Им робувале на македонците. Alexander the Great, okay? Before Александър them of Македонски. the Medo-Persian, Пред тоа на Медоперсиското царство and before them of и пред Babylonians. тоа на вавилонците. So they always were in bondage. Значи евреите не сите тие векови беа во робство, беа поробени од некоја друга власт. But the real problem of bondage is not under an empire, Но вистинскиот проблем на тоа на нивното робство не бил власта на некоја друга империја, but is the slavery of sin. туку робството на гревот. And Jesus is saying, И затоа Исус им одговара и вели, verse 34, 34 стих. "Verily, verily, I say unto you." Исус им одговори: вистина, вистина ви велам. How? Што? How Jesus is saying? Што вели, како вели Исус? Verily. Вистина, вистина, вистина ви велам. Whosoever commit sin Секој што прави грев, is the servant of sin. роб му е на гревот. A servant of sin. Роб на гревот. Wow. Very tough words. Многу тешки зборови. If we are committing a sin, Ако ние правиме грев, we are servant of the sin. ние сме робови на гревот. Робови на тој грев конкретно. That's why God made us promises Затоа Господ ни дал ветување to be servants of righteousness. да станеме сега слуги на праведноста. Verse 37. 37 стих. I know that ye are Abraham's seed, but he seek to kill me, because my word has no place in you. 37 стих. Знам, вели Исус, знам дека сте семе Авраамово, но сакате да ме убиете, зашто словото мое не може да се смести во вас. Нема место во вас. Do you understand? Го разбирате ова? Jesus is speaking with religious people. Исус тука зборува, им се обраќа на религиозни луѓе. He is speaking with the leaders of his church. Тој им се обраќа на водачите на неговата црква. He is speaking with the members of his church. Им зборува на членовите на неговата црква. And he's telling them, И им кажува: you are trying to kill me вие се обидувате да ме убиете, because the word of God затоа is што not in you. Божјото слово не пребива во вас. What we must understand from here is not how bad the Jews were. Од сето ова не треба да разбереме колку биле лоши евреите, It's not to understood how bad were the leaders of the или Church колку of God, биле лоши тогашните водачи на Божјата црква, but to understand that every one of us туку да разбереме дека секој еден од нас who does not have the word of God living in him кој што го нема Божјото слово да пребива, да живее во нас, во него, will come to a time when he will try to kill Jesus. ќе дојде во некој момент ќе отиде до таму што и тој ќе се обиде да го убие Христа. But Jesus won't be on the earth physically. Но Христос нема тогаш да биде физички на земјата,
he only be represented in the lives of his saints. но ќе биде представуван од животите на неговите светии тогаш на земјата. So all of us who do not receive the word of God and his power over sin in his life, Значи сите ние кои што не го примаме Божјето слово и неговата сила над гревот во нашите животи, will finish persecuting those in Christ is reflected. ќе завршиме прогонувајќи ги, ние самите ќе ги прогонуваме оние кои што го одразуваат Христовиот живот до совршенство. Значи, ние ќе го прогонуваме остатокот. Don't look at you thinking that you are so kind. Немојте да гледате на себе си мислејќи па ние сме толку љубезни, So tolerant, толку толерантни, so full of love for others. толку исполнети со љубов кон другите. Because there was a time in the history of Church of God Затоа што постоеше време, едно време во историјата на Божјата црква, when mothers were eating their children. кога мајките ги јадеа своите деца. Во историјата на Божјата црква. Do not believe that will be otherwise at the end of time. Немојте да мислите дека ќе биде можеби поинаку во последното време. That woman were beautiful women, loving their husbands and children. Се работеше за жени кои што беа прекрасни жени, кои што ги љубеле и своите мажи и своите деца. Human speaking, they were kind, loving. Човечки кажано и тие беа љубезни, But because the word of God did not find меѓутоа затоа што Божјото слово не нашло место a place in their во heart, нивните срца, their love transformed in hatred. нивната љубов се претворила во омраза. Their love for their children transformed in lust for a meal. Љубовта кон нивите деца се претворила во желба, пожуда за храна. You cannot imagine what a man who has not the word of God in his heart can be in the future. Вие не можете да се замислите што се може да стане човек во иднина кој што го нема Божјето слово во своето срце. We are coming to the church dressed beautiful in suits. Ние доаѓаме во црква облечени убаво, We are coming here with костуми, food. доаѓаме со храна. We are happy meeting one each other. Радосни сме и срекни кога се среќаваме меѓу себе, But there will be a time но ќе дојде време when this peace will disappear. кога овој ваков мир ќе исчезне. Because some of us Бидејќи некој од нас, will go to perfection in righteousness, некој од нас ќе се усовршуваат во праведноста, and some of us will go to perfection in doing wrong. а некој од нас ќе се усовршуваат во правење зло. Please open the Bible with me in Psalm 44. Psalm 44. Отворете ја со мене Библијата во 44-тиот псалм. We will read starting with verse 1. Ќе почнеме да читаме од првиот стих. We have heard with our ears, O God. Our fathers have told us what work to did in their days, in the time of old. Првиот стих, 44-ти псалм. Боже, со ушите наши чувме, а татковците наши не раскажуваа за делото што си го направил во нивните дни, во деновите древни. How you did drive out the heathen with thy hand, and planted them, how to did afflict the people and cast them out. Како ти со твојата рака си истребил народи, а нив си ги населил, си уништил народи, а нив си ги расширил. For they got not the land in possession by their own sword. Бидејќи тие, израелците, не со меч ја придобија земјата, Neither did their own arm save them.
И нивните мишки не ги спасиле, but thy right hand and thine arm, туку твојата десница и твојата мишка, and the light of thy countenance, because thou had a favor unto them. и светлината на твоето лице, зашто ти беа по волја. Thou art my king, O God. Боже, само ти си цар мој и Бог мој, Command deliverance for Jacob. кој му извојува победа на Јаков. Command deliverance for the Оној Seventh-day кој Adventist Church. единствено може да извојува победа за адвентистичката црква. Always we are creating plans. Plans for ourselves or for outreach. Секогаш ние правиме некакви планови за себе си или планови за мисионско дело. We change a committee, we change the plans. Менуваме одбори, менуваме планови, We change a leadership, we change the plans. менуваме водачи, менуваме планови. And we start this year a plan. After 4 years we destroy it, start another. Ова година почнуваме со некој план, по 4 години ќе го измениме, ќе го уништиме, ќе почнеме друг план. We fight each other as a, Се бориме Political помеѓу parties. себе како политички партии, we create groups of oppositions, формираме групи на опозиција, start debates, wars. почнуваме расправи, војни, We come to the power, leading the church. We come, after we made these plans, we come to the power. We seek power and come to power. Yes, already, big leader. се бориме, се грабаме за власт и доаѓаме на власт. We create plans for the church. Правиме планови за црквата. Somebody else are creating groups to fight against us. Некој друг во тој случај формира нови групи за да се бори против нас. To the next election to be removed, and there in За there, да на следните избори не изфрли нас. and we are saying to God, God, please bless our plans. А ние сепак се молиме на Господа, велики Господе, благослови ги нашите планови. Because we love you. Затоа што ние те љубиме. We want to be with you. Сакаме да бидеме со тебе. We want to outreach the world. Сакаме да го евангелизираме целиот свет. The only thing that God wants us to do Но единственото нешто што Бог сака да го направиме is found in Psalm 44 with 4. се наоѓа овде во 44-тиот псалм, 4-тиот стих. Please look at this verse, and if you can, memorize it. Погледнете го уште еднаш овој стих и пробајте да го запамтите. You are our King, O God. Боже, само ти си цар мој Command deliverance for Advent. и Бог мој кој му извојува победа на Јаков. Because when God speaks, Затоа што кога Господ зборува, така и биднува. Амин. that's His only expectation. Тоа е се што Бог очекува од нас. He does not want to go to financial universities to learn how to manage the finances of the church. Господ не сака да отидеме да студираме економија за да знаеме како да управуваме со финансиите на црквата. He does not want to take courses of management to know how to lead the church. Тој не сака да запишеме студии по менеджмент за да знаеме како да управуваме со неговата црква. And we can continue the list. И може да продолжиме со разни други примери во тој правец. He wants us to believe the power of His word. Току се што Господ сака е да му веруваме нему и на силата на неговиот збор. Stop changing it Престанете да го менувате Божиот using збор, theological means. користејќи разни теолошки средства. Stop believing a modified history about the Seventh-day Adventist Church. Престанете да верувате во изменетата историја на адвентистичката црква. Accept, if it's necessary, with shame, the real history of our people. Прифатете, ако треба и со доза на срам, вистинската историја на нашиот народ. Recognize your sin and the sin of your fathers. Признајте ги вашите гревови и гревовите на вашите татковци. And ask God to command the deliverance of Israel.
и побарајте од Господ тој да ја извојува победата за Израел. Then and only then Тогаш и само тогаш we will have unity. ќе имаме единство. We will have peace. Ќе имаме мир. Then and only then we will love each other. Тогаш и само тогаш ќе имаме љубов меѓу себе. Then and only then Тогаш и само тогаш we will be happy. ќе бидеме среќни. Then and only then Тогаш и само тогаш when the powers of the heavenly universe will look upon the church, кога небесните сили од небесниот универзум ќе погледнат на црквата долу, as is written in Ephesians како што е 3:10, напишено во Ефесијаните 3:10, they will see the real wisdom of God. ќе ја видат во неа вистинската Божја мудрост. Never forget these two demonstrations, two answers of God to Satan's allegation. Никогаш немете да ги заборавите овие два Божји одговора кон сатанските обвиненија. Christ Христос and the church. и црквата. It is not only church. It Не- is not only Christ. It's Christ and the church. Не е само Христос, туку Христос и неговата црква. Soon we will go home. Наскоро ќе одиме дома, But we must learn before to trust the word of God. но претходно мора да научиме да му веруваме на Словото Божје. To believe him even our evidences is against what he declares. Да му веруваме на Божјото Слово дури и тогаш кога нашите сетила кажуваат спротивно од она што Библијата тврди. You know that Abraham was called the father of the believers. Знаете, Авраам бил наречен таткото на верните. Do you know why? Дали знаете зошто? Because he believed against of every evidence. Затоа што тој верувал наспроти очигледните докази. Let's see this. Да го погледнеме тоа. Romans chapter 4, Римјаните 4 глава, read verse 17. да го прочитаме 17-тиот стих. As it is written, I have made thee a father of many nations, before him whom he believed, even God, we quickened the dead, and called those things which are not as though they were. Римјаните 4 глава 17-тиот стих. Според напишаното, те поставив да бидеш татко на многу народи пред Бога, кому тој, Аврам, му поверува, кој ги оживува мртвите и го повикува да постои она што не постои. The power of the word, Моќта или силата на Словото, the power of the good news, силата на радосната вест, the power of the gospel. силата на Евангелието. God speaks, Господ говори and there is. и биднува. If God speaks about his church as a glorious church, Ако Господ зборува за својата црква како за славна црква, this church will be so. тогаш оваа црква ќе стане славна. May God help every one of us Нека Господ му помогне секој еден од нас to remain in this church after the shaking. да остане во оваа црква по решетањето. The shaking has started Решетањето е започнато and is almost ended. и скоро е завршено. If somebody of us is not Ако некој од нас standing with the feet on the rock, Jesus Christ, не стои цврсто со нозете своји на карпата Исус Христос, quickly go on this rock. многу брзо ќе падне, ќе биде однесен. The grace is still working. Божјата благодат се уште действува. Christ is still ministering in the heavenly sanctuary. Христос се уште посредува во небесното светилиште. His mercy is still saying today Неговата благодат се уште ни вели денес. that if we hear the words, Дека ако ние го чуеме Словото, do not repeat the experience of the Church of Israel, да не го повториме искуството на
стариот Израел, the experience of unbelief. искуството на неверување. G.B. Starr was a pastor who was working with Ellen White in Australia for almost 9 years. G.B. Старр беше еден пастор кој што работеше заедно со Елена Вајт во Австралија за период од 9 години. He wrote a manuscript who has never been published. Тој напишал еден ракопис кој што никогаш не бил објавен. First name that he gave to the manuscript was 50 years with the seer of the Lord. Насловот на неговиот ракопис, на делото што го напишал, првобитно гласел 50 години заедно со Божиот пророк, да речеме. And he spoke about an experience that he had with Ellen White. И во тој свој ракопис тој го изложувал сето свое искуство што го имал со Елена Вајт. They were speaking about the righteousness by faith message. Зборувале за пораката за оправдание со вера, искуствата што ги имале во врска со неа. And he asked her, И во еден момент ја запрашал Елена Вајт, what was the role of the angels at Sinai? која беше улогата на Божите ангели на гората Синај? Because the Bible is saying that the law was given through angels. Затоа што Библијата ни вели дека законот на Синај беше даден преку ангели, со посредство на ангели. And Ellen White explained to him И Елена Вајт му објаснила that before going down upon Sinai to say the law, пред Бог да се спушти на гората Синај за да го изговори својот закон, God commanded his angels to make a tent over Sinai. Господ им заповедал на своите ангели да направат нешто како шатор на гората Синај. The angels stood one upon the shoulder of the other. Ангелите стоеле еден качен на рамењата на другиот, And with the wings opened. И со расширени крилја. And in this position they form a tent. И во таква позиција ангелите формирале нешто како шатор. In that area of Sinai where the people stood to listen the law. Значи, на тој простор, на самата гора, пред народот, кој што стоејќи таму требал да го чуе законот. The reason is very important for which God made this tent. Многу е важна причината зашто Господ го формирал овој шатор. He wanted that in the moment when he will say his words, Господ сакал во моментот кога ќе ги изговара своите зборови, значи заповедите, not an evil demon, neither one to be there near the people. Значи Господ сакал ниту еден зол дух, ниту еден демон да не биде присутен таму помеѓу народот. To come to some people and tell them at the ear some words. За да му шепне на некој од израелците нешто. And to understand differently the words of God. За да некој израелец погрешно го разбере Божјото слово што ќе се изговори. So when God spoke at the Mount Sinai, затоа кога Господ го изговорил законот на гората Синајска, the people heard only the words of God without any influence from the word of Satan. Народот се што слушал беше Божите зборови, без никакво сатанско влијание од страна. Do you understand how important is for us to stay in the face to face with the pure word of God? Дали разбирате колку е за нас важно да бидеме лице в лице со чистото Божјо слово? Not altered by the philosophies of men. Не со изменетото слово, изменето од филозофиите човечки, but pure, clean. Туку чистото слово. Because the word has power. Затоа што тоа слово има сила. I asked the church. Ја прашав црквата To ask always for the word of God.
односно побрав од црквата секогаш да бара Божјо слово. I ask everybody from you here, search for the pure word of God. Побрав од секој еден од вас тука да го барате чистото Божјо слово. Do not combine it with human philosophies. Не го споредувајте Божјото слово со човечки филозофии. May God help us to come under the power of the word. Нека Господ ни помогне да дојдеме да се облечеме во силата на ова слово. And one day И еден ден we will be home, да бидеме дома, back at our family, at our church, назад во нашето семејство, во нашата црква, forgetting this experience. заборавајќи го сето овдешно May God искуство. help everybody of Нека from us. Господ му помогне на секој еден од нас. And my wish is that every one of you to understand that we must come near the word of God. И моја желба е секој еден од вас да разбере дека треба да пристапиме и да бидеме блиску до Божјото слово. And to study it as never before. И да го проучуваме како никогаш порано. May God help us. Amen. Нека Господ ни помогне сите нам. Амин.